Добро вечер, драги пријатели, другари и другарки, добро вечер, соборци, победници на сите избори на овие на 24 март. Гледам пред неколку дена една јадна слика од 35 пати помалку луѓе од овој митинг, им порачувам дека ќе ги победиме најмалку 5 пати према 1 овде во Гоце Делчево во Куманово. Деновиве се изнаслушавме се и се што се изнагледавме се и се што го видовме, секој оној кој што не ни го става на ум Куманово, денеска се шета по улиците низ Куманово, се со цел да обезбедат глас повеќе, едноставно можеби и да го разведат кандидатот нивен кој што час е болен, час паѓа во депресија, ама има зошто? Затоа што нема поддршка меѓу граѓаните, затоа што знае дека на 24-ти уште во првиот круг ќе ги изгуби изборите. Неколку работи кои што се многу значајни за овие избори. Ова не се обични локални избори. Ова се избори на кои што секој глас на секој граѓанин на Република Македонија вреди два пати. Еднаш ќе се гласа за градоначалник на Куманово Зоран Дамјановски и со истиот глас ќе гласаме против Никола Груевски и за минување во историјата на ВМРО-ДПМН како власт во Република Македонија. Овие 8 години власт на ВМРО-ДПМН на чело со Груевски доживеавме многу понижувања, многу уценувања, многу казнети поединци, многу казнети фирми во Република Македонија, посебно во Куманово. Овие 8 години на секој кумановец му стана јасно дека Куманово не се наоѓа на картата на Република Македонија за Никола Груевски. На 24 март ќе му порачаме дека Куманово и без Куманово не може да биде Република Македонија. И затоа тука ќе појде победата. Борбата која што ја започнавме во собрание на Република Македонија со моите колеги беше борба да не се носи буџет за перење пари, буџет за градење споменици во Скопје, буџет за ставање на пари во бронза и во бетон. Сакавме буџет за живите луѓе, за граѓаните на Република Македонија. Наместо правење на барокни фасади и наместо споменици во центар, сакавме да го решиме проблемот на стечените работници. Наместо градување на пари во бронза и во бетон, сакавме да обезбедиме пари за поголема социјална помош на социјално загрозените категории. Наместо мизерните 500 денари со кои што сака да ги купи пензионерите, сакавме 30% поголема пензија за пензионерите. Наместо празни ветувања и залажувања на Груевски, сакавме да обезбедиме финансиски средства со кои што ќе може да се подмогнат бранителите на Република Македонија од 2001 година. Меѓутоа, со самото изврвање на пратениците од собрание се покажа и докажа дека Груевски и неговата фамилија сакаат да се штитат самите себе, да ги штитат нивните джебови и покажаа дека не им е важно за граѓаните на Република Македонија, а најмалку им е важно на граѓаните на Куманово заради тоа што не дадоа ниту еден денар за било кој буџет во Република Македонија кој што се гласаше за било која година и не реализира ниту еден проект. Само казни! Гледам вчера, денеска реагирав и на една пресконференција. Вчера го гледам Никола Тодоров за прв пат доаѓа во Куманово. И тоа ни помалку ни повеќе доаѓа со Зоран Ѓоргиевски, кој веројатно никогаш не стапнал во тој центар за наркозависници кој што се наоѓа помеѓу училиште и помеѓу градинка. И кажува дека биле надлежни дека од утре ќе го села центарот. Па јас 2 години зборува во собрание, па Дамјановски 8 години зборува, па директорот на градинка 1000 писма има пратено до министерство, тогаш се повикува дека немале ингеренции да го селат тој центар за наркозависници. Ги прашувам како денеска ги добивте тие ингеренции? Или едноставно Никола Тодоров, чуениот министер во образование, па го здравство, за да му обезбеди глас повеќе на неговиот кандидат, дојде денеска да ве лаже овде во Куманово и во Гоце Делчево. Му упатувам порака.
Никој во Куманово, посебно овие луѓе во Гоце Делчев, не може да ги излажете. Тие секогаш знаат која е вистината и како се определува. Ветуваат и одат по кампањи, го слушам, Георгиевски ветува дела. За него никој нема слушнат од овие избори, освен некој што му бил пациент. И за кои дела сака да им каже на кумановци. Ама бидејќи е нов во ВМРО ДПМН, дојде пред неколку месеци, сакам да го подсетам на делата на ВМРО ДПМН. 12 години власт на централно ниво, ВМРО ДПМН во Куманово има дела. Едно од делата е растурање и раскршмување на ЗИК Куманово. Второ е растурање на Димче Ребица, на 1 мај, на Југ Турис, на амбалажа, на печатница Куманово. Се тоа се дела, меѓутоа дела со кои не се добиват избори, туку се губат избори. Господине Георгиевски, ве излажале, со овие дела не се оди на избори. Делата на Дамјановски победуваат во Куманово. Втората работа, му ја читам програмата. Пола од програмата реализирани проекти. Се фали ќе градел спортска сала во основно училиште Христијан Карпош во Банево Трло. Таа направена, пуштена веќе деца да си играат. Се фали ќе гради улици во населба Карпош, асфалтирана улица. Се фали ќе градел улица и канализација во Ајдучка чешма. Изградено, се направено во тие места каде што се фали. Па го повикувам да си се соберат малку таму во штабот и да види кој го лаже. И дали намерно го санкаат да излегува со проекти кои што веќе се завршени или на тој начин мисли дека ќе се додвори на гласачите. Сосема на крајот уште една порака. Цела оваа кампања и пред неколку месеци една група на луѓе излегува, се представуваат како зависни, независни, вакви, онакви. Излегува со слоган "Кт ако не ск". Јас им порачувам во цела кампања никад па ни тк. И втората порака. Слушам тој што претендира да стане градоначалник, давал изјава помеѓу граѓаните на Гоце Делчев, бидејќи тука живееше сега во Зелен Рид, дека ако не победи на овие локални избори сега како кандидат во Гоце Делчев и во Зелен Рид, ќе се откаже од политиката. Ајде да му помогнеме да се откаже од политиката. Драги пријатели, сите овде присутни, сите оние кои што седите дома и кои што може би се плашите, ве повикувам, не е време за плашење. Нема од што да се плашиме, за да утре не се срамиме пред нашите идни генерации. Масовно да се приклучиме на овој сојуз за иднината. Нема перспектива во ситни партии, во ситни профитери. Се знае дека овој блок кој што се залага за иднина на Република Македонија е победничкиот блок. Од тука, од Гоце Делчево, од Куманово на 24 ќе започне победничкиот караван. Затоа ве повикувам сите заедно на 24 март да му дадеме шанса на 42 на Зоран Дамјановски, на човекот кој што со срце и со душа го гради Куманово, да продолжи да го гради во наредниот период. И на 24 март да дадеме шанса на најдобрата советничка листа, на добарот, подобар кандидат од првиот до 33-тиот, да обезбедиме мнозинство во Советот, за да не уценуваат тие ситни профетери и заедно со заедничка победа во Советот и со Зоран Дамјановски да ја градиме иднината на Куманово. Да живее Гоце